Еве се минутите за нашите гости. Во годината во која Виталија одбележува 30 години од своето успешно работење, направија и нешто повторно изненадување и подарок за најмалата публика. Всушност ја организираа нивната прва детска трка која што ќе се случи задутре во градскиот парк во недела, наречена Kids Run. Многу повеќе за оваа трка, за интересот и за сите нешта поврзани со овој убав настан ќе ни каже Марија Арнаудова, маркетинг менеджер во Виталија. Добро утро, Марија. Добро утро, Сузана. Најпрво благодарам за поканата. Драго ми е што сум ова утро овде и имам можност да или подетално да ја покажам нашата визија во врска со детската трка. Така, драго ми е што многу дечиња, многу родители, па и баби и дедовци, можеби случајни и намерни минувачи во недела ќе имаат уште еден повод зошто да бидат во градскиот парк. Од оние информации кои јас ги имам, интересот е огромен, така нели? Да. Дури и немаме време, немаме можност за нови да ни се пријават дополнително учесници. Ние да сме пресреќни што имавме преголем интерес, се пополнија над 1200 деца се пријавија во само 10 дена од кога пуштивме формата за регистрација, така да секако поканети се сите како навивачи, но регистрациите се затворени закочно од минатиот понеделник. Така, ќе бидат во неколку категории поделени, во неколку старосни групи? Така, да, трката е навистина. Она што е уникатно е тоа дека има многу детски трки низ Македонија што се во склоп на или официјални маратони или индивидуални, но мислам дека нема детска трка од ваков калибар намената за таа таргет група за нашите најмлади. Децата е поделена во 4 категории на база на нивната возраст и за да биде полесна организацијата. Тука сакам да истакнам дека ангажирани се над 100 лица што ќе се потрудат максимално да биде се под конец, да биде безбедноста на највисоко ниво за децата. И значи за таа цел направивме распредел во 4 рути. Најкратката рута е за најмладите од 6 до 7 години, е 150 метри, најдолгата е 800 метри и се поделени по различни бои. Зелена, жолта, портокалова и црвена трка. И што е најубавото од се, нема да има само еден победник, туку сите деца учесници. Сите деца се победници. Целта е да го развиеме нивниот спортски дух, да им ткаеме здрави навики. Тоа е нашето мото. Мотото на Виталија уште од самите почетоци е здрава храна за здрави генерации. Од тука и самата детска трка Kids Race ја крстивме здрави навики. Така, одлично. Виталија е препознатлив бренд и многу деца живеат и растат со Виталија и многу деца кои тогаш беа деца сега се веќе родители и верувам дека со огромна радост ќе бидат присутни таму. Како го примате целиот оној фидбек на најмалите кои што се радуваат на секој нов производ кој што ќе излегува во вашата линија и кои се најчестите нивни коментари околу производите на кои тие се навикнале, нивните ужинки, нивните излети задолжително се со некој ваш производ, барчињата веќе се задолжителни? Така. Виталија самите почетоци има или идеја да главен фокус е со младите, бидејќи младите се нашата иднина и овој проект Kids Race не е единствениот наменет за таа категорија, туку ние веќе 11 години активно работиме на проектот Петка за здрава храна, што вклучува едукативни предавања. Нашиот стручен тим ги посетува градинките, основните и средните училишта во Македонија и прави на забавен начин им ги пренесува пораката за здравиот начин на живење на младата на таа категорија. И секако да, фидбекот е одличен, децата ги препознаваат и бараат нашите производи, секогаш бараат нешто ново и интересно и знаат дека она што го конзумираат, освен што е здраво и е вкусно. Да. И можат во секој период од денот да изберат оброк од нашата палета. Тоа е добитна комбинација, ем здраво, ем вкусно. Не само за дечињата, туку и за возрастните. Како голем фан
на Виталија, јас ова комотно можам да го потврдам, а и да кажам дека не е толку тешко ако се сака да се променат животните навики и да навистина започнеме од едно да метнуваме уште едно и така натаму, а вие тоа многу умешно го правите низ годините. Марија, не те прашав кога е стартот на трката, во колку часот започнуваат трките? Така, трката започнува во 12 часот, со тоа што во недела од 8 до 11 наутро ќе биде подигнување на стартните пакетчиња, секој дете ќе добие надпреварувачко бројче. Што значи треба да се дојде многу порано, да се дојде многу порано. И потоа сам тим ќе организира трките, ќе траат од 12 до 1:30 часот. Потоа следи едно одлично изненадување за дечињата, тоа е настап на Дајте музика. Сакаме со музиката да доловиме таа забавна атмосфера, да не биде само со трката. И на крајот следи наградна лотарија, каде што сите регистрирани дечиња ќе имаат можност да освојат награди како што е велосипед, ролерки, електрични тротинети и многу други. Одлично, значи настан кој не смеете да го пропуштите на 24 септември, 12 часот да бидете во градскиот парк и да си направите еден празник за сите сетила. Претпоставувам дека ќе биде преполно на градскиот парк, не само со минувачи, не само со посетители, не само со весели дечиња и учесници на трката, туку ќе има и бројни штандови на кои што ќе понудите дел од досегашната програма, ама и ќе ни информирате што следно подготвува Виталија за најмалата публика. Така. Секако дечињата ќе имаат можност да ги вкусат нашите производи што веќе ги конзумираат и ги знаат, но исто така ќе имаат можност да пробаат и мал дел од нашата нова линија, стана збор за детска линија, баш намената за таа таргет група од над 3 години. Детската линија е формулирана според најновите нутритивни препораки од нутриционисти и од педиатри и ќе биде уникатна и по функционалност и по дизајн, баш атрактивен за дечињата кои ќе видат на полица, да знаат дека она што ќе го земат ќе биде и превкусно и уникатно по функционалност. Да. Јас верувам дека Виталија и понатаму ќе продолжи да организира и изненадувања како што тоа го прави низ годините. Ова се навистина 30 години вредна работа и поставени здрави темели за секое едно детенце, за секое едно семејство, каде што на еден многу едноставен начин се подготвува брз, лесен, ама здрав појадок, што е поентата да создаваме здрави генерации. Кои се најинтересните прашања кои што во градинките децата ги поставуваат, особено ако станува збор за дечиња кои тешко го се нафаќаат да пробаат нешто ново кое досега не го испробале. Верувам дека со огромна радост сакаат да ги пробуваат вашите производи, така? Да, секако. Има доста интересни прашања. Она што е можеби најинтересно за мене лично е кога ќе прашаат дали имава шеќер, дали има чоколадо и бидејќи самата нутритивна наука кажува дека чоколадата е штетно, пример ние користиме чоколада што е без доаден шеќер и тука е доста интересно да им се објасни дека може да има производ со чоколада што е вкусен и здрав за нив, а не мора да содржи шеќер. Тоа е од прашањата. Другото е дали што друго би развивале, колку вида на производи имаат и секако најголем дел е ентузијазмот кога може да дојдеме да ве посетиме. Да. Затоа почнавме и пост короната и да отвориме нашата фабрика каде што децата од градинките и можат да видат каде е магијата, каде се случува сето. Каде се креираат тие здрави и како се креираат тие здрави производи. Браво, секоја чест. Посакувам уште поуспешни следни 30 години на целиот тим на Виталија. Марија, ни преостанува да ги поканиме сите наши гледачи, сите оние кои што ја сакаат природата, ја сакаат забавата, ги сакаат децата, а овој убав настан обединува се во едно: музика, спорт, забава, награди примамливи и едно прекрасно дружење во недела
во 12 часот во градскиот парк на првата трка која што Виталија ја организира за најмладата публика и за нивните најмали потрошувачи, тоа се дечињата Kids Run. А за се она кое што понатаму пак ќе го доживееме таму, ќе споделуваме импресии, можеби ќе добиеме и некоја награда, кој знае. Еве јас ќе се потрудам да бидам со мојата најмала дома публика, да бидеме присутни на овој настан, бидејќи знам дека Виталија секогаш организирала незаборавни настани. Марија, многу благодарам и среќа на ова прво случување.